во наредните 20 на минути имам задоволство во студио со мене да бидат амбасадорот Мухамед Халили, кој што е сега и како се вика тоа, председавач на дипломатскиот совет, председател на совет на амбасадори. Извинувам, значи председател на совет на амбасадори во Македонија. Тоа е едно тело кое е составено од поранешни амбасадори кои што извршуваат високи дипломатски функции и така натаму. Кои не се активни. Кои не се активни. Тоа значи можете имате слобода и вака послободно да говорите. Може во други институции да бидат активни, но во МНР не. Одлично. Ќе се навратиме на тоа, со мене и нашиот редовен, да кажем, политички аналитичар, професор пред се, Ненад Марковиќ, кој што Ненад вешетаме од еден медиум на друг медиум, се такви се густи се сега. Во последните 20 години. Во 2001 ни со Преспанскиот договор немаше ваква интензивна дебата, да кажем. Господа, се разбира дека дебатата е за овој така наречен француски предлог и сето ова што следуваше. Гледаме во Бугарија влада еден апсолутен хаос, бидејќи таму падна уште една влада. Не е сигурно Петков дали нема да биде и новиот премиер, бидејќи денеска утре ќе го добија повторно мандатот за составување влада и ќе видиме дали ќе успее да направи, можеби малцинска влада и така натаму. А од друга страна, во Македонија сведочиме дека дури и коалицијските партнери во власта се закануваат со напуштање на власта заради предлогот. Очигледно дека ни во власта не функционира објаснувањето за тоа што се случува. Опозицијата, лидерот на опозицијата има дадено повеќе интервјуа во последните 100 дена отколку, мислам, сите овака балкански лидери заедно, белкица, 2 пати дневно е да интервјуа, вчера беше повторно на Алфа и така, во кој што со право сега притискаат, чувствуваат дека е моментот за рушење на власта и така натаму. Значи, ви го контекстуализиран моментот во кој се наоѓа Македонија во една релативно деликатна политичка позиција, ништо ново за нас, бидејќи вакви фази сме имали ние и претходно, дури со многу слични содржини. Амбасадор Халили, го прочитав соопштението на вашиот совет на амбасадори, каде што мислам дека е тоа најздраворазумското соопштение кој излезено по повод, а доаѓа од една сепак организација, не видов такво сериозно ниво никај партиите, никај дури граѓанските организации, кое што вели дека преговарачката рамка со Бугарија да биде реализирана од Брисел, а не од Софија. Во таа преговарачка рамка да се заштитат, се разбира, идентитетските линии, црвените линии во собранието, но дека во суштина вие проценувате дека е подобро со бугарите да преговараме во таква рамка, отколку во билатерална кавга во која што нема, што би се рекло, судија, ако смеам слободно да интерпретирам за ова што се случува. Ќе сакате малку повеќе, бидејќи околу тоа се кршат копјата. Овдека предавството се смета, имаме еден многу, да кажем, бивши исто така амбасадор, министер, потпредседател влада, кој вели дека ова катастрофа, бидејќи билатералниот спор се мултилатерализира. Ајде малку повеќе за вашето соопштение, бидејќи тоа е издадено пред ден-два, а мислам дека не губи на вредност ни во понеделник да се прочита. Мислам дека ние го дадовме нашиот придонес за состојбите околу наредните наши активности во решавањето на бугарскиот спор. И прилично доста долго време дискутиравме, некаде околу 12 амбасадори, цел извршен одбор на Совет на амбасадори и со доста голема аргументација и внимателност. И вие го немавте интегралниот текст пред вас? Ние го немавме кажувате и во текст соопштението. во соопштението. На францускиот предлог говорам за тоа. Го имавме работниот текст, кој произлегуваше од Европската комисија и Совет за општи работи и се гледа таму во работниот текст дека има интервенции, бришање на некои реченици и така натаму, што е разбирливо за работен текст. Но сега кога ќе видиме кој ќе биде дефинитивен текст, може да биде
малку поинакво во однос на јазикот, во однос на граматичките изрази така натаму, но целосно тоа што е пишано, тоа е тоа. Иако ние може да кажеме дека званично не сме добиле, нас не ни доставува никој по официјален пат такви документи, но ги бараме по сајтови, по... Амбасадоре, да не прашам, тоа важи и за професор Марковиќ. Во право ли е владата кога во овој момент не сака јавно да се изјаснува по повод овој предлог, бидејќи тој не се уште формулиран ни во рамките на Европската Унија, или критиките што доаѓаат од дел од јавност, особено опозицијата, дека тоа морало да се продискутира, па некој дури повикува и за собраниска седница да се свикува за да се отврли така натаму. Што е вашиот став, ќе го замолим и професор Марковиќ околу тоа? Јас зборувам од практиката на нашето дипломатско действување. Се додека еден документ нема дефинитивна форма, тоа е прилика да се разговара внатре во владата, во институциите на државата, и надворешните политика не е само таргет, објект на владата. Тоа е министерот, премиерот и председател на државата. Тројца субјекти ја сочинуваат надворешната политика. И се додека до последен збор немаме јасно изразен став од тие што го предлага тоа, се до тогаш не може дефинитивна оценка да даваме за било која состојба. Но Ненад, тоа де факто и прави проблем на владата во комуникацијата со јавноста. Текстот еве и амбасадорот вели, тој се објави во една форма, го објавија нашите медиуми, кој знае од кој изведе некоја редактирана форма и така натаму. Во суштина тоа е тоа. Да. Од друга страна, владата не може да го потврди, да го одрече. Тоа создава огромни проблеми, бидејќи тука веднаш хистерија, предавства, едно, друго, трето и така натаму. Апсолутно, да. Како... Многу повеќе политиканска атмосферата околу стратегијата на владата, колку што е рационална. Еве, господинот Харили, како поранешен амбасадор, кажа дека меѓу редови, мислам дека тоа го кажавте, дека во принцип не е добро да се изјасниме пред бугарите, да се изјаснат многу јасно, од неколку причини. Прво, ајде што немате дефинитивен текст на документот. Второ, како ќе се изјасните кога завчера, мислам дека беше на Корепер, имаат 5 нови барања бугарите. Зашто да се изјасните? Ќе се изјасните за еден документ, ќе ви се помести метата на друго место. Што и да затоа кажете, мора да добиете храна за што и да кажете, константно ќе се поместува метата. Така, Пендаровски истакна, председателот истакна дека имало 5 нови барања во Корепер, да се брише автоматизам и така натаму, интервенција, јазичната клаузула, односно нивната унилатерална декларација да има иста сила како и нашата и така натаму и така, не знам тоа како мислат да го обезбедат, малце и глупаво звучи. Меѓутоа, во секој случај ние немавме ниту дефинитивен текст и редот на нештата кажува дека прво, Бугарија е земја членка на ЕУ, предлогот францускиот во која год форма прво стигна до нив, и тие мора да се изјаснат. Да, се согласувам со твојата проценка дека всушност се наоѓаат сега владата се најде во една многу непријатна позиција. Да не се изјаснува и да не информира јавноста, за да не го загрози процесот на преговарање или евентуално прифаќање или одбивање на самата рамка, а истовремено и одбивањето е опција. Таму тоа не може да помине. Ако другата страна константно го менува наративот, во оној момент кога вие ќе се изјасните, они ќе го прилагодат наративот и ќе побараат нешто друго. Да. Затоа мислам дека беше попаметен молкот и резервираноста, отколку било какво истрчување. Не мислам дека кој год да е на власт, во која год констелација политичка, би си дозволил да се излета во празно, условно кажано, при тоа давајќи маневарски простор на другата страна во тие ден, два, три, да ги скрои барањата повторно и повторно. Затоа во принцип мора да добиеме некаква дефинитивност, известност, за да можеме да се произнесеме по предлог. Амбасадоре? Пред се има една грешка тука во пласирањето на работата во јавноста. Ово е навистина француски предлог, но не е чисто француска материја. Затоа што во овој предлог, кој доаѓа од страна на Франција, бидејќи Франција е председавач на Унијата до јули, 1 јули, и земја надлежна која треба да бара разрешување на овој јазол македонско-бугарски, за да дефинитивно не само нашата земја, туку и Албанија зачекорат кон иднината.
еден дел од содржината на овој, што го велиме, француски предлог, кој е во суштина комбинација на португалски предлог, пренесен преку дипломатијата на Франција и некои бугарски барања кои се сместани во делот дека од заклучоците на Советот за општи работи дека во иднина и билатералните работи треба да бидат составен дел на преговарачката рамка со Унијата, што досега не било, затоа што Копенашките критериуми тоа го одредиле уште 93 година, добрососедски односи никогаш не значило и не треба да значи дека билатералните недоразбирања мора да бидат дел од преговарачката рамка. Некои работи ги знаеме ние од напред. Дури и тој што е најголем критичар сега, поранешниот министер за надворешни работи и после и евроинтеграција Димитров, тој кога бил во функција на министер за евроинтеграција, сакал да ја убеде јавноста дека португалскиот предлог, посебно во делот на јазикот, е умесен предлог, дека е прифатлив и така натаму. И тогаш нашата влада се изјаснила дека португалскиот предлог е добра основа за решавање на проблемот. Ако тоа е добра основа, ако била тогаш добра основа, треба да биде и сега добра основа. Добро, само да појасниме, бидејќи не сум сигурен дека јавноста разбира сега што е португалски, што е француски и така натаму. Францускиот предлог е практично темелен врз португалскиот предлог, кој вие како што велите тогаш беше прифатен како основа добра. Во него има можеби неколку бугарските барања така и протоколот. Така е. Меѓу држави, кој не е подпишан. Кој не е подпишан, ниту се знае дали ќе го се знае има. точно. Да, но е разговаран, меѓутоа не е подпишан. Оти овдека се создава сега некаква атмосфера дека, видите, јас и во моите коментари кога французите ќе фатат нешто да посредуваат, човек треба многу да биде внимателен, бидејќи код Македонија тие немаат историјат кој што е многу славен, да кажем, во смисла на македонските интереси, ако смеаме една фуснота да направам. Добро, нивното ето беше увертира. Охрабрување на Бугарија, ветото на Макрон сушност го Бугарија, отвори се тоа. Но да не се навраќаме толку длабоко, ти ќе правиме потоа нови некакви симулации. Да ве прашам, треба ли Македонија, професор Марковиќ, да се плаши од седењето на Европа? Во една емисија гледам некој вика, па добро, ама сега тоа значи дека и Вархеј ќе одлучува за нас повеќе од колку што. Треба ли се плашиме од европско посредување во овој? Оти на тоа се сведуваат забелешки. Имено тоа сакав да го појаснам. Има тука две теми кои се паралелни во тој француски предлог. Не се сите од иста област, условно кажано. Не тангираат сите иста проблематика. Едните теми, посебно овој протокол за кој се уште за жал се спекулира, ние константно збориме напипувајќи некако во тој мрак информативен во кој се наоѓаме. Едната е проблематиката на човекови права, нели, или фундаменти, ако сакате, проблематиката на односот кон бугарското малцинство, кон говорот на омраза, кон рехабилитацијата на жртвите и така натаму. Тоа е една тематика. И тука мислам дека нема да има никаква не е спорно дека може да се реши во преговарачката рамка, во неа како год со посредство на Европа. Онаму каде што може да биде многу несмасна Европа и каде што може да доведе до големи проблеми идентитетскиот дел. Посебно ако во тој протокол се подразбира нели се имплицира работењето на историската комисија. Не гледам како тука ќе има некаков арбитар кој ќе може да каже што е исправно, што е неисправно кога ќе се судрат две историски науки и кога ќе дојдат или нема да дојдат, почесто нема да дојдат од што ќе дојдат до некаков компромис. Со други зборови, бидејќи без арбитар, пак тоа нема решение. А ние сме упатени на тоа. За првиот сет на проблеми јас немам проблем. За вториот сет на проблеми јас сметам дека е сепак подобро да се најдат вон преговарачката рамка. Видете сега, и ова што го договориле за цар Самуел, многу емотивно.
Пак таму се имплицира бугарската држава, иако во многу учебници ќе го сретнете првото бугарско царство и така натаму. Не е тоа нешто што го измислила ни бугарската страна, ни нашите го негираат и така натаму. Меѓутоа, самиот факт дека вие мора нешто да менувате и нешто повторно да прилагодувате во тој етнички инженеринг, ги иритира луѓето и тука се создава таа сензитивна материја. Она што како ова полесно би прошло, условно кажано, или полесно би можело да биде изменаџирано и формулации и што понатаму, јас мислам кога би се држало вон преговарачката рамка. Иритацијата на луѓето и стравот на луѓето не е нерационален. А ако тоа влезе во преговарачката рамка, може да дојдем до многу моменти каде што ќе има силни нејасноти. Реално ли да се очекува дека тоа ќе биде извадено од преговарачката? Не знам, навистина не знам. Тоа е прашање за $1.000.000. Јас искрено се надевам дека и бугарската страна ќе свати дека ако сака да ги постигне тие цели, да одредени формулации бидат прифатени од наша страна, дека е полесно тоа да го направат ако се вон преговарачката рамка. Амбасадоре Хагаги, тоа ме води до следното прашање, бидејќи како и со Преспанскиот договор, значи за тој вид на историски договори мора да постои доверба меѓу двете страни, се разбира дека двете страни ќе бидат сомничави, јавностите, кога се идентитетски национални прашања и така натаму и така натаму. Во овој момент во Бугарија ние немаме таков доверлив партнер, бидејќи Бугарија заради своите внатрешни политички проблеми е практично не пред, туку во распад политички. Ќе видиме кога ќе може наново да се состави, дури без разлика дали ќе има или ќе нема нова влада. Треба ли Македонија да има обзири и кон создавање атмосфера на, како да кажем, да добиеме и во Бугарија некаква влада со која што ќе можеме на еден подоверлив начин да разговараме, бидејќи овде ќе има многу непријатели на процесот, таму до протести и тепачки пред куќи вчера стигна работата, пред домот на Борисов имало и тој вид на физички пресметки на оваа тема. Колку треба ние да водиме сметка за тоа дали ни е нам во интерес и Бугарија да биде, како да кажем, со други збори да ја прашам директно, дали оваа рамка бриселска не е возможно и некоја следна бугарска влада да каже слушајте, па ова се нашите барања, ма гледате колегите, пријателите од Европа друго не советуваат. Дали не го гледате и тој маневарски простор на тој начин? Видите, ние сега сме во контрадикторна дилема. Јавноста до сега бараше да имаме интермедијација од големи сили и од истакнати личности, како што беше случајот со Преспанскиот договор. Да, луѓето и за комисијата се бараше интернационализација. Не само тоа, туку дури овие прочуени сега што се истрчуваат овие видни говорници, забораваат дека Обединетите нации го водеа во Преспанскиот договор со официјален представник диалог. Тоа како да не постои тоа? Сега имаме понуда за медијација, без оглед што има во таа содржина, и не е непозната цела содржина, бидејќи беше предлог на португалското преседателство. Сега ние сами во себе мислиме и тоа го пласираме. Ево, видите, Франција нема баш пронаклонет став кон Македонија, може би ќе навива за Бугарија и така натаму, што тие не се точни констатации. Второ, добро, само уште нешто. Диспропорционално ни е ситуацијата. Бугарија седи во Европската унија. Ние сме сепак од надвор. Ние не сме рамноправни во да диалогот кажем, прво. именно. Тие се внатре во таа куќа. Како влегле тоа не е наш проблем. Влегле со поддршка на исто така јаките земји членки на унијата. Да не беа тие, Бугарија не ќе беше согласно критериумите. И сега имаме една состојба, ние кога се жалиме, однапред се жалиме. Ние сме имале потешки ситуации од ова. Сме имале Лисабонска декларација 92 година, каде Унијата вели дека нема да признае државата која ќе го има во корпусот на името Зборот Македонија. Видите сега, помина доста време, но реалноста е подруга. Ние не само што Зборот Македонија е таму, но државјанството, јазикот, идентитетот се сочувани и признаени веќе. Помина доста време на вистина, но од тогаш да кажевме ние сме држава, не сакаме во Обединетите нации, ние не можеме сами,
не знам кај ќе бевме денеска. Па тоа е таа линија уште од почетокот на 90-тите, кога се викаше под ова име не треба се влезе во Обединетите нации. Мислам, Не знам. ова истото прашањето е што ќе беше ако не влезевме во НАТО. Имено со оваа ситуација, дали бидејќи беше на сличен начин се проблематизира. Лесно е патриотски да се каже дека ние не треба да одеме во Брисел, ние треба да се откажеме од овие преговори, но што е алтернативата? Имавме ние таква алтернатива со Украина. Имавме еден председател кој не беше проевропски, падна, имавме и сето тоа донесе да Украина денеска е во многу лоша состојба. Оти барањето за НАТО интеграција на Украина да беше конзистентна цело време, по друго ќе беа состојбите до сега. И ние што добиваме сега ако се фрлеме дрва и камења? Не кажам јас дека ово е идеален предлог, но никогаш тој што предлага треба да ги земе во предвид интересите на двете страни. Амбасадоре, и вас ве прашувам, но и професорот Ненад Марковиќ, морам да ви кажам дека јас на едно место реков дека од нашето искуство погледнато долгогодишно, бидејќи ние решаваме вакви спорови и ова е можеби последниот што ни останат, луѓето забораваат дека многу работи се решија. Темелот на македонската стабилност се меѓуетничките односи и ние сега кога ќе прашате на анкета ќе видите дека ги нема ни во првите 10 места проблемите од меѓуетнички. Тој не е совршен, далеко од тоа, но сакам да кажам дали следниот предлог што ќе го добиеме од Европска Унија или било од кого, од Брисел, од некое тело, ако ова сега пропадне или го одбиеме, ќе биде подобар од овој? Со други зборови, имаме ли ние можност да интервенираме на начин каде што објективно дали имаме моќ? Замеруваат кога го употребувам тој аргумент затоа што велат дека ги заплашувам и дека со тоа правам некаква хистерија. Меѓутоа грчкиот случај покажа дека беше токму така. Ние од 95-6 од Република Македонија во заграда Скопје стигнавме до Северна Македонија и Ерга Омнест. И во тој развој на тие предлози ние да не беше подобар од претходниот. Кој инаку Ерга Омнест предлогот го донесе господинот Димитров, ако памтите, кој сега вика каде отиде португалскиот предлог. Проблемот, па именно, овој веќе е полош од португалски. Овој веќе е полош од... Тоа што мене ме плаши е што тенденцијата продолжува на добивање полоши предлози. Полоши во еден дел. Затоа мислам дека било какво хистеризирање околу тоа е контрапродуктивно во овој момент. Дајте да видиме што од францускиот предлог е добро, што е за нас прифатливо и што може безболно да помине во општество. Има делови кои апсолутно мислам дека без некои големи проблеми можат да бидат вметнати да се искористат. Со онаа ограда која ставам особено во работата на историската комисија или било какви интервенции во тој етнички инженеринг во Македонија, тема која е најосетлива и тема која е најмногу како да кажам, најмногу ги боли граѓаните, најмногу предизвикува несигурност. Втора работа околу гаранциите, во ред е да се бараат гаранции, во ред и да се добијат. Треба граѓаните сега и во иднина да знаат. Гаранциите никогаш не може да бидат апсолутни, ниту пак може да има текст на некој нареден договор кој нема да биде предмет на манипулација. Вие го гледате договорот за добрососедство е напишан bona fides, така во една добра волја, со еден многу воопштен речник. Повторно Бугарија најде начин тоа да го изманипулира и да рече дека ние сме го прекршиле. Значи нема да се произведе документ кој ќе биде совршен, меѓутоа јас би да се оградиме од оние идентитетски консеквенции кои најмногу предизвикуваат, да речеме, поларизација во општеството и заради нашата внатрешна политичка стабилност и да работиме врз овој предлог со некакви додефинирања, доработки, нормално со отстранување на се она што нас не ни одговара на оние нагазни мини кои евентуално би постоеле. Никогаш не во дипломатија во принципи не е убаво да кажете разантно не или разантно да. Така, затоа се нарекува дипломатија. Треба да го доработите, треба да видите што ви одговара, што не. Во крајна линија господинот Халил рече, предлог е, не е ултиматум. Може да се доработи, може да се работи на него, не мора да биде сега за 2-3 дена, може до декември да се почека. Не знаеме каква ќе биде ситуацијата во Бугарија, меѓутоа таа е секако таква каква е, да го сработиме ние нашиот дел, што се вели, па да ги оставиме бугарските грижи на бугарските граѓани. Амбасадоре Халили, бидејќи ќе мога веќе да привршуваме, сакам еден заклучен да ве прашам коментар. Се разбира, негдека прочитав некоја бугарска анализа дека Бугарија ќе има дури и со овој предлог прифатен, дури да започне да падне ветот и така натаму, уште 100 можности, буквално во 100 точки да стави вета нови додека ние влеземе во Европската унија. Очигледно дека ќе се работи за долг процес и очигледно дека ништо од тешките преговори нема да се олесни драматично и дури да се прифати овој предлог. Нели? Но вас ве прашувам, доколку
ова иницијатива сега пропадне, може да пропадне и заради бугарска страна. Ние се уште не гледаме дали таму воопшто ќе се прифати. Може било кој член од Европскиот совет да го блокира предлогот. Ние гледаме дека најголемиот дел од земјите членки, ако не и сите, минус Бугарија, не се согласуваат со овие ставови на Бугарија, барем до сега беше така. Се Европа знае да менува ставови и така. Но што ќе стане со нас доколку овој предлог го снема на еден или на друг начин? Ние го отфрлиме, тие го отфрлат, биде блокиран, не се донесе и така натаму. Што ќе биде потоа нашиот следен пат, бидејќи на крајот повторно се враќаме на ветото на Бугарија? Правило во дипломатијата е дека за да се реши еден проблем треба само преговори. Тоа го рекле истакнати дипломати во иднината. Од минатото, мислите? Од минатото, извинете. И ние треба да се задржиме на тоа. Бидејќи друг начин немаме. Ние сега, ако мислиме каков предлог ќе добиеме во иднина ако не се прифаќа овој предлог, тоа е тешко предвидливо, но нешто е сигурно. Тоа ќе зависи од нашата позиција како земја внатре во Европската Унија, бидејќи тие решаваат и надвор, и САД е тука вклучувајќи. И ако ние нашите позиции како држава ги имаме појаки од бугарските позиции или имаме повеќе економски интереси и пријателствата тука не се битни многу, економските интереси, и безбедносни интереси. Бидејќи во вашето соопштение вие имплицирате дека може да има и безбедносни импликации. Сега токму безбедносното прашање е во прашање. И ние не треба секогаш да се надеваме, сега ќе го одбиеме овој без да влеземе во суштинска доработка, преговори и така натаму, за да знаеме дека во иднина ќе имаме подобар предлог. Ние кога го решивме проблем со Грција, тогаш се сеќававме, да беше 2008 да се договоривме, подруго ќе беше состојбата него со Преспанскиот договор. И такви констатации може да имаме. Друго, никогаш малите земји кои се членки на организација не можат да бидат двигател на решавање на такви проблеми. И затоа Франција ја зема таа улога, бидејќи е земја која економски, финансиски доста учествува во ЕУ, авторитета на личноста и така натаму. Тоа е се неспорно, се разбира. Има авторитет. Големите држави не дават за време на преседавањата на по нејаки држави да ги решават овие клучни проблеми. Треба да чекаме ние да кажеме да дојде преседавањето уште еднаш на Германија, па да видиме дали и што солуција друга би имале. Благодарам, амбасадоре Ненад, само завршно, вчера во обраќањето на Петков после изгласувањето недоверба на неговата влада, тој имаше 2-минутно обраќање, може да се најде на интернет, не е лошо да се одгледа. Тој почна вика: "Чест ми е што сум соборен од", и потоа ги наброи господинот Бојко Борисов, господинот Трифонов, господинот Пеевски таму е еден иначе од најголемите наводно мафијаши а иначе седи и во бугарскиот парламент, и од руската амбасадорка која очигледно во галеријата седеше и го следеше целото гласење и така натаму. Сега јас прашувам, настаните во Македонија овие узбурканости, имаат ли таква компонента руска, бидејќи во Бугарија тоа е легитимна тема, значи руско-западниот судир во Бугарија е апсолутно попродлабочен него. Не само тоа, туку тој ќе мора прво се чини да се разрешува пред воопшто да се решаваат други работи, тоа ќе биде предмет на неколку години натаму. Кај нас како сме во таа смисла? Дали ова исто така не е шанса и за кај нас е по-тектонска е позицијата на Русија, не е толку видлива, но има ли такви тенденции? Сигурно дека може да се врами вака дебатата. И во принципи не е ни битно дали
една, друга или трета страна имала било какви разузнавачки, информативни, не знам какви активности. По самата природа на решавање или нерешавање на спорот, резултантата од тоа што ќе го добиеме одговара на една или на друга страна. Така, тука е небитна цела пропаганда и сето она што го зборуваме како некакво политичко подземје, условно кажано, кој ни се случува. Многу од луѓето кои што се патриоти, националисти се честни националисти без разлика како. Апсолутно немам никакви руски контексти така. Да, апсолутно не говорам сега за една регионална ситуација. Но факт е дека таа може да биде така врамена, а и факт е една друга работа дека поларизацијата во бугарското општество е многу пострашна и многу полоша отколку кај нас. Кај нас постои нека блага поларизација на таа тема, покажа анкетите дека има кај етничките македонци одреден корпус на граѓани кои ја поддржуваат Русија во агресијата врз Украина и така натаму, но сепак мнозинството ја поддржува украинската позиција. Сепак е тоа побројна група, кај етничките албанци и другите заедници да не зборувам. Значи, враменоста кај нас е многу поблага во однос на тој руско-западен судир, условно кажано, така да го кажам. Во Бугарија, уште во една анализа, многу пред почетокот на украинско-руски судир, земјите во источна и југоисточна Европа беа поделени во три групи. Оние кои се најмногу ориентирани кон Русија, и тука беа нормално Бугарија, Србија, Словачка, мислам дека беше во таа група и така натаму. Оние кои имаат некоја така амбивалентна позиција како што сме ние, бевме уште тука со Унгарија и со пар други држави ми се чини. Тоа е една стара анализа, постара, и третата беа нормално Романија и Полска кои се најантируски настроени од нивни причини. Така, да. И многу е јасно дека во оваа прва група во која спаѓа Бугарија, што ги покажа и неодамнешните резултати во однос на јавното мислење за тоа кој е виновен за војната и така натаму, кој се гледа, кој се перцепира како виновник за руско-украинскиот судир, јасно е дека не можеме врз база на овие податоци кои ги добиваме да имаме ист тип на како да кажем, на расположение во двете држави, или ист тип на длабочина на судирот. Кај нив е многу пострашен и Петков јасно укажува дека не решува, и тоа му е риториката цело време, и него и на другите партии кои го поддржуваат, и се на таа линија. Професоре, амбасадоре, многу кратко време имате. Само кратко. Владата во Бугарија не падна поради Македонија, тоа да е јасно. Затоа што ние имавме судски процес против Борисов пред 3 месеци од прилика, и Борисов успеа по разни начини да излезе од притвор. Целта на Борисов досегашна била преку овој создаден вештачки проблем со Македонија сега да се спаси сам себе си. Имаме ние такви ситуации овдека познати. Додека ние не треба тука, ако некоја политичка сила има подруги мислења за ово, не треба да ги дисквалификуваме дека тие се проруски така натаму. И ако има во државата граѓани кои имаат руски симпатии и така натаму, тоа и говорам, не треба така да се фремира, да се врамува, но има и такви елементи и треба да се биде внимателен. Има апсолутно, но треба власта и опозицијата од било која провиненција да се потрудат да имат заеднички став околу ова. Амбасадоре Халили, професоре Марковиќ, ви благодарам и на двајцата. Сигурен сум дека и идната недела, еве утре е петок, ќе видиме што ќе биде денеска утре во Брисел, ќе се вратат. Претпоставам дека оваа тема ќе биде надоградена со нови информации. Ви благодарам многу за оваа дебата. Кај нас еве термините и со пробивање се сепак помалку кратки за вака сите аспекти да ги опатиме.